Политичката кампања влегува во својата последна недела, период кога партиите се најактивни на теренот и со средби со граѓаните, но и со партиски пресконференции и презентации на програмите. Во Делчево носителот на листа на ВМРО ДПМН Илија Димовски вети инвестиции, кои треба да го зголемат бројот на вработени и економскиот развој на Пијанечко-Малешевскиот крај. Завршување со сите физибилити студии и можност за отворање на голем рудник за јаглен во овој дел од Македонија, а со тоа природно следува и создавање на услови за изградба на една термоцентрала, која што прво ќе значи многу вработувања за овој дел од Македонија, за Делчево, за Пехчево и за Беров, но и ќе значи индустријски, би рекол, препорот на целиот регион. Во Штип акцентот беше ставен на проекти од областа на културата. Оно што вреди да се спомени како важен дел во програмата е изработката на проект и конзервација на акрополот на тврдината Исар, имајќи во предвид дека највисокиот дел на тврдината е составен од 11 кули. Реализацијата на овој капитален проект ќе овозможи Штип конечно да добие најмаркантна градба, која ќе представува заштитен знак на овој град. СДСМ на прес кажа дека политиките на ВМРО ДПМН резултирале со 600.000 иселени млади во последните 10 години, 54% на невработеност кај младите, а 70% од нив биле со намера да ја напуштат државата. Наспроти ова, СДСМ нудел план за живот на младите во Македонија. Ќе воведеме по 10.000 евра неповратни средства за младите кои ќе имаат најдобра бизнис идеја. Кредити од 15.000 евра со 1% годишна камата за секој кој ќе сака да започне свој бизнис. Отворање на стартап центри кои ќе им помагаат на младите да отворат свој бизнис и ќе им нуди бесплатно подготовка на документација, сметководство и друга помош која е неопходна за нормално функционирање на таа фирма. Ќе изградиме студентски дом во Штип, студентска платежна картичка за сите студенти, која за секој студент ќе има попусти во меѓуградскиот превоз, при посета на културни спортски настани исто така ќе има попусти и така натаму.